Градежна инвазија во кисела вода. Ке се изградат нови 100 згради и ке се населат речиси 20.000 станари, доколку се усвои новиот детален урбанистички план за местото познато како Расадник. До 7 ноември трае јавната анкета во општината. До тогаш сите засегнати граѓани можат да поднесат забелешки на предложениот ДУП, за кој граѓаните веќе собираат потписи за негово поништување и подготвени се со жив штит да се бранат од градежната инвазија. 6 катници, 8 катници, 9 катници, 13 катници. Некои од нив раздалечени на само 12 метри простор, предвидени се во новиот предлог на општината. Градежните фирми гледаат голем залаг за овој дел од Скопје. На големо се откупуваат парцели од сопствениците и секоја од нив се бори за зграда или кат повеќе. Со планот е предвидена бруто стамбена површина од над 837.000 квадратни метри. Од нив дел се веќе изградени куќи кои ќе добијат еден кат повеќе, а дел се веќе постоечки згради. На празните парцели во Расадникот е предвидено да се градат 100 нови згради со вкупна бруто стамбена површина од речиси 550.000 квадратни метри. Ако се земат предвид стандардите дека на секој 28 квадратни метри би живеел по еден жител, во Расадникот ќе се вселат нови 20.000 станари. Ако секој трет жител од новите станари во оваа општина користи автомобил, тоа значи дека на ова место ќе има 7.000 нови автомобили, односно ќе бидат потребни толку паркинг места. И досега со овие постојни живеалишта на овие места не беше возможно да се најде паркинг. Сосема друг проблем на кој апелираат познавачите е густината на жители, која во овој случај е во спротивност со генералниот урбанистички план. Според ГУПот, максимално дозволена густина на населеност во Расадникот треба да биде 194 жители по хектар. Во случајот со вака предложениот детален урбанистички план, густината ќе биде речиси 5 пати повисока, односно ќе има 1000 жители на хектар. За познавачите ова е директен упад и непочитување на законот, веќе се надминати параметрите од ГУПот како законски акт од највисок ранг во делот на урбаното планирање. Од општината Кисела вода велат дека овој детален урбанистички план е во согласно со ГУПот и по планираната бруто изградена површина и по густината на жители. Овој план на претходната јавна анкета во 2016 година бил изложен со вкупна планирана бруто површина од 1.200.000 квадратни метри, која го надминува ГУПот за 2 пати. Сегашната планирана бруто површина е во согласност со генералниот урбанистички план. Ова значителна промена се должи на тоа дека на површината на земјиштето што е во сопственост на Република Северна Македонија се планирани исклучиво површини за градење со намена за јавна употреба. Во овој опфат се планирани површини за нова детска градинка, основно училиште, средно училиште, поликлиника, парковско зеленило, спортски објекти, црква, 2-катни гаражи, плоштад, а под пешачката улица се планира и јавно паркирање. Расадникот е една од ретките површини во Скопје која е неизградена и има огромен потенцијал. Истата наместо да послужи како пример за населба за хумано живење, го следи трендот на метрополата, урбанистички и сообраќаен хаос, каде што зеленилото станува привилегија.